Ке имаат ли време газдите за само 3 дена да ги вратат избрканите работници пред да аплицираат за мерките? Дилема која се наметна откако владата за само 2 дена се пишмани па ја преправи уредбата, која дозволуваше отпуштање работници, а предизвика бура реакции во јавноста. Сега стопанствениците кои ќе сакаат да аплицираат за државна помош ќе треба да го вратат персоналот на работа. Но нејасно е дали тоа ќе важи за сите избркани или пак само за оние за кои газдата ќе побара субвенционирана минимална плата. Министерката за финансии вели: следиме колку од фирмите погодени со корона кризата ќе ги вратат работниците на работа до 7 мај. Нашата заложба и цел со оваа уредба е секако што повеќе да се зачуваат работните места и да се вратат работниците на работните места, бидејќи е важно и за овој период и за периодот кој што следи, затоа што целта е секако да работниците бидат продуктивни, да компаниите можат брзо да се опарават кога ќе ги имаат на работните места, наспроти да истите го загубат работното место и потоа добиваат помош од државата. Првичната одлука на владата дека фирмите што ќе ги користат владините мерки ќе може да отпуштат до 15% од вработените предизвика негодување кај стопанските комори. Ден подоцна министерката за финансии се правдаше оти владата не стимулира отпуштање на работници, туку сакала да им излезе во пресрет на фирмите кои веќе изгубиле дел од персоналот. Министерството пак денеска објави дека буџетските приходи минатиот месец се намалиле за 20% во споредба со истиот период лани. Над 43% паднале и приходите по основ на ДДВ, а пат од близу 12% има и во плаќањето на персонален данок на доход. Власта прогнозира пат на бруто домашниот производ од 3,4% до крајот на годината.